последниот сегмент, второто доаѓање на Христос. Значи сега малку Исус Христос нормално влегуваме во толкувањето, зборувањето, пишувањето, читањето, толкувањето пред се на христијанството. Значи се поместуваме од астролошките и астрономските знаци преку маите и египтјаните, значи фараоните и тие пред нив, кои може би биле богови или дојдени од некаде или пралуѓе. Еве доаѓаме до христијанството. Христијанството секој различно го чита. Има Стар Завет, има Нов Завет. Наводно многу од книгите се каде избришани, каде скриени, каде уништени. Исус Христос има еднаш појавено. Да. Се појавили пак. Па според тие книги би требало да се појави. Според христијанството се очекува неговото второ доаѓање, но на неговото второ доаѓање ќе претходи според тие записи на страшна битка помеѓу силите, така наречени на доброто, силите на злото. И јас и ти, само да кажем, пред емисијава завчера консултиравме неколку свештени лица, кои нема да кажем никој се нешто се и кои всушност се согласи со сето ова што го бака малку разглобува. Така пишува, тоа е жестока дискусија се води во сите кругови кои што се бават со толкување на она што пишува во тие книги, да, во тие свети книги. Порано се мислело дека, значи се споменува нешто што се вика Армагедон. Порано се мислело дека тоа е настан крајно катастрофален, катастрофичен, кој што ќе се случи, а потоа Исус, значи во текот на тој настан, ќе се симне од небото повторно во дијамантски бела светлина и ќе го воспостави своето царство на земјата. Ќе ги победи сите тие зли сили, вклучувајќи ги она, да речеме, како војска на доброто, што се нарекува. Но сега се повеќе преовладува мислењето дека зборот Армагедон не означува настан, него означува место каде што тоа ќе се случи. Например? Например, најголемиот број на експерти... Ар значи веројатно земја. Ар значи планина на хеврејски, на еврејски. Има едно риче во близината на Ерусалим, кој што се нарекува Магедон, или Македон, кој како чита. Има различни читања на тоа. Тоа значи на планината Македон. А ние мислиме дека Македон значи, нели зборувавме во емисијата пред 2,5 месеци. Мајка Божица, Божица мајка. Значи тоа е на планината на Божицата мајка, дека треба да се случи тој настан. Ако сме ние во прав. Планината која го носи тој име, туку на планината каде што е Божицата мајка. Не, планината каде што е планината на Божицата мајка. Значи секој град си има свој заштитник кај нас. Така и во светот, само тоа многу не доминира денес, но кај нас се уште се знае дека, нели, например, Богородица е заштитник на Скопје. Ако е заштитник на Скопје, тогаш планината, условно речено, на Богородица би требало да биде водна. Така. Мислам, по таа логика. Така оди тоа.